Вечерва во првата емисија на Агенда 35 после празниците зборуваме за предизвиците што ќе ни очекуваат во новата 2023 и на економски и на политички план. Имаме интересни анализи и важни гости. Останете со нас. На секој потрошени 1000 денари за производи и услуги во 2021 година, граѓаните лани имале зголемени трошоци за уште по 142 денари. Тоа значи дека животот во 2022 година просечно станал поскап за 14,2% споредено со годината претходно. Но не сите производи или услуги поскапеле исто. Најголем раст на трошоците за живот статистиката забележува кај храната, и тоа за 21,5%. Потоа кај транспортот раст од 19,5%, кај енергијата и горивата за 16%, кај угостителските услуги од хотелите и рестораните за 15,5%, додека пак на пример облеката и обувките поскапеле најскромно за 1,8%. Стапката на инфлација во земјава, иако веќе неколку месеци забележува тренд на забавување на растот, сепак е повисока од инфлацијата во повеќето европски држави и земјите од регионот. За причините зошто е тоа така, разговаравме со професорот од Економскиот факултет во Скопје, Борче Треновски. Зошто кај нас се уште се високи цените? Значи имаме тука повеќе фактори од кои голем дел се надворешни, на кои не можеме да влијаеме, имајќи предвид дека сме мала отворена економија и сме отворени на ветриштата глобални, така да секој зголемување на глобалните цени на храната, на енергијата и така натаму на сите суровини, ние можеме многу минимално или само на краток рок да го ублажиме, меѓутоа не можеме да го запреме целосно. Така да тоа е едната работа. Другата е самата структура внатрешна на нашата економија. Тоа е оној другиот фактор. Во смисла имаме интензивно енергетски интензивни сектори, значи трошат многу енергија. Храната и енергијата се на 60% со транспортот во нашата потрошувачка кошница и така натаму. Ако и погледнете стапките на инфлација, ќе видите дека и 2008 година кога во Европската унија беше 3,5, кај нас беше некаде 8% оваа стапка на инфлација. Значи тоа се тие фактори кои влијаат генерално домашни. Колку произведуваме храна и енергија, веќе речете, често се споредуваме со Албанија. Зошто Албанија има ниска стапка на инфлација? Да, или зошто Србија и така натаму. Меѓутоа еве да споредиме само две причини. Ако земеме на пример Албанија, можеме да видиме дека неа зголемија скоро дури скромно беше намалена на почетокот на кризата енергијата. Значи нема воопшто зголемување на цената на енергијата. Ти имаат и големо домашно производство. Србија е еден од најголемите извозници на храна и така натаму суровини. Значи тоа се посебни структурни економии кои влијаат на стапката на инфлација. Меѓутоа да не забораваме еден друг фактор кој се случуваше, се разбира. А тоа се инфлационите очекувања кои се поврзани и со бизнис секторот како се однесува, меѓутоа и со мерките кои ги носеше оваа влада. Се разбира и фискалната и монетарната, меѓутоа пред се фискалната политика, затоа што голем дел од цените беа на удар на глобалните трендови. И видовме дека имаме определено зголемување на така наречената базична инфлација. И тоа не е само кај нас, него во голем дел од економиите во окружувањето. Еве Европската унија предупредува, гледаме дека како што спаснуваат цените на храната и енергијата, базичната инфлација, односно пренесениот ефект врз останатите производи прилично се зголеми. И тој ефект е поврзан со оние инфлациони очекувања и со нивно менаџирање. Зголемувањето на трошоците за живот значително го погодува животниот стандард на граѓаните, особено што растот на платите е помал од растот на цените. Сојузот на синдикати на Македонија пресмета дека сега минималната потрошувачка кошница изнесува 51.235 денари, од кои најголем дел се потребни за храна, каде што поскапувањето на производите е најголемо. Тоа ono што е болно во оваа ситуација е дека е најпогоден животниот стандард на оние со најниски примања. Зошто е тоа така? Затоа што кај нив пензионерите, оние со минимална плата и оние со ниски примања, социјалните случаи, над 85% од нивната потрошувачка кошница е за храна и енергија, каде што цените порасна од 30 до 40%. Значи тие се екстремно погодени. Иако просекот на инфлација, оно што го кажуваме, е на пример на годишно од 12,5-13%, ако го земете личната инфлација само на тие луѓе кои трошат основни производи, може да стигне до 17-18%. Значи тие се прилично погодени. Меѓутоа она која е другата економска логика. Има една економска логика која тврди дека платите никош не може да ги победат цените. Значи ние не можеме да ги индексираме цело време платите затоа што на тој начин ние дополнително ќе ја подгрееме инфлацијата. Значи вие ако ги индексирате и ако ги зголемувате континуирано ќе притискате на побарувачката затоа што основните производи мора да се трошат и тоа дополнително ќе влијае на инфлацијата. Значи во оваа ситуација затоа и се зборуваме за оние таргетирани мерки, односно да се влијае со мерки кои би делувале на намалување на порастот на цените, превентивно, ослободување даночни, таргетирани мерки со ваучери само за тие производи и така натаму, да не се прибегнува при преголеми системски зголемувања. Гледате дека имаше изјави и вчера и од Европската унија и така натаму дека очекуваното зголемување на платите во нивните сектори во Европската унија и во Соединетите американски држави може да влијае проинфлаторно, односно дополнително да го зголеми таа побарувачка над она која би можело да се зголеми. Професорот Треновски коментира дека фискалната политика има поголема моќ да влијае врз ублажување на инфлацијата, меѓутоа не секогаш успева во тоа со одредени мерки и особено со одредени изјави за очекувањата за движењето на инфлацијата.
треба една по една мерките да ги анализираме. И од друга страна треба да видиме колку секоја има ефекти. Јас долго време повикувам и владата можеби требаше да го направи тоа, односно да проба да утврди колкав е ефектот од незините мерки со цел определени добри политики да ги продолжи, определени грешки да не ги продолжи понатаму. Замрзнување на цени, оние кои беа административни силни мерки, јас би рекол дека дадоа благи резултати, имајќи предвид дека тие мерки се користат само во определен краток период, тие треба да делуваат психолошки, да замрзнат ако има некое ценовно лудило, паника и така натаму и да го ограничи цените. Во криза продолжена како оваа нарасна цените, ваквите административни мерки не може да траат затоа што и чинат премногу. Замислете ограничувањето, ослободувањето од определени давачки на нафтените производи, на храната на почетокот, тоа се милионски суми кои месечно требаше да не влезат во буџетот, иако не се дадени, не се прибрани како сопствени приходи. Така да тие мерки беа во таа насока прилично ограничувачки, меѓутоа во ваквата ситуација во која се наоѓаме, фискалната политика е многу помоćна. Затоа што монетарната политика може да влијае само на делот на побарувачката кој не зависи од оние основни фактори. Ако имате побарувачка над она која е основната цена или производ, и таа побарувачка ако креира пораст на цената, влијате на тој дел. На основниот дел, изголемување на цените, многу поделотворна во ваква ситуација во која се наоѓаме е фискалната политика. И најголем дел од мерките, ако ги погледнете и на европско ниво и така натаму, моментално во наредната 2023 година се насочени кон превентивно однапред намалување на цените. Што значи тоа? Значи тоа се определени даночни ослободувања. ДДВ определени давачки, прецена енергијата. Значи храната не зборуваме за замрзнување, зборуваме за таргетирано ослободување од определени давачки или ваучери со кои определени слоеви на население може да конзумираат, односно да дојдат до пристап до определена храна, и ослободувањата на давачките пред се поврзани со енергенсите. Затоа што енергенсите пред се енергенсите преку својата зголемување на цени влијаат на сите производи. Од тие причини јас и малку бев, не знам како да кажам, мора да биде особено внимателна нашата влада, затоа што најави зголемување на ДДВ, ако се сеќавате на електричната енергија, и ние може сме една од ретките, ако не и единствена земја која зголемува давачка на енергија, а сите други земји во регионот, во Европа и во светот, мерката за 2023 им е намалување или кап ставаат ограничување на цената на енергијата или ослободување од давачките. Кон ова треба да додадеме дека смирувачки требаше да делуваат и мерките и на централната власт и на фискалната политика, и од тука се оние апелирања да ги смириме очекувањата. Кога делуваме во таа насока да бидеме прилично, како да кажеме, конзистентни. Например, гледаме фискалната политика сега, ако не се намалат цените, ние ќе ги замрзнеме повторно или ќе го направиме. Тоа или се делува или не се најавува, затоа што самата најава може бизнисите да протолкуваат, чекајте, ние сега ќе ги зголемиме цените, па после нека ги замрзнат дополнително. Значи тоа не се функционира, или мора да се намалат за 10%, очекуваме. Ако се зголемат суровините, ако се зголеми цената на работната сила, намалувањето на цените е скоро невозможно. Бизнис секторот нема да оди на своја штета. Значи мора да бидеме внимателни во тие изјави. Што се однесува до монетарната политика пак, Треновски, кој што е дел од Советот на Народната банка, вели дека оваа институција будно следи и со своите инструменти делува таму каде што може да се превенира, водејќи сметка да не ја заострува политиката со превисоки камати, кои што потоа би можеле негативно да се одразат на економската активност. Добро ги имате фатено двете делови. На една страна имате монетарна политика која влијае за зауздување на инфлацијата, меѓутоа од друга страна таа може да влијае на инхибирање, односно намалување на економската активност. Од тие причини кажавме дека во ваквата состојба, кога ги имате на страната на понудата шок, значи на работната сила, цените, суровините, нафтата и енергијата, многу поделотворна е фискална. Монетарната е прилично немоćна. Таа генерално делува на побарувачката. Значи ја намалува ликвидност и на тој начин вие намалувате побарувачка за определени производи и ја намалувате незината цена. Меѓутоа, ако ви се зголемува, ако имате потреба на основните производи, леб, месо, млеко, масло и така натаму, вие и да зголемите каматна стапка, не можете на основните производи значајно да ограничите. Од тие причини Централната банка беше особено внимателна, односно ги вага сите фактори. Ги гледа и надворешните, ги гледа внатрешните. Ве гледате како што почна да расте бразичната инфлација, како што почна да се одомаќинува, да се вседнува инфлацијата и да се пренесува другите производи, каматна стапка почна позначајно да се зголемува и се во иднина се разбира, ако продолжи да расте, и имаме најава од ЕЦБ и од ФЕД дека ќе расте, имаме најави дека ќе се и тие ќе реагираат да Централната банка ќе делува понатаму. Иако основната каматна стапка е само она што се гледа, јас како го нарекувам ајсберг, односно врвот на ледениот брег. Имате многу поголеми и посилни мерки кои презема Централната банка. Задолжителната резерва претходниот месец беше сменета, имаше определени мерки донесени за повлекување ликвидност преку девизниот пазар, така да ликвидноста во нашата економија генерално беше зауздана. Доколку има потреба, се разбира, имаше и најава, дефиниции нови се донесува за макропрудентни мерки, односно да се делува само во определени сектори, кај што побарувачката, односно инфлаторните очекувања растат екстремно, таму да делува Централната банка. Така да таа мора особено внимателно, она како викаме, да го вага со цел да ја заштити ценовата стабилност, тоа е првично, меѓутоа сепак економската активност да не ја инхибира, односно да ја заузда, затоа што тоа ќе го влијае на намалување на животниот стандард. Според проценките на Народната банка, инфлацијата годинава ќе биде помала од лани и ќе се движи помеѓу 8 и 9%, но главно ќе зависи од развојот на конфликтот во Украина, како и евентуалните нови прекини во синџирите на снабдување поради ковид ситуацијата во Кина.
Господине Кржаловски, добар ден. Благодарам што сте дел од нашата емисија. Ќе почнеме со едно поопшто прашање за темата што е исклучително важна и за регионот и за цела Европа, па и во светски рамки, тоа е војната во Украина. Како гледате на реперкусиите што оваа војна ги остава се уште? И има ли надеж некако да очекуваме крај на ова насилство во годината што следува? Па прво е трагично што тоа воопшто се случи и што државите дозволија да се доведе до таква ситуација и тука не би гледал еднострано. Секогаш има две или повеќе страни во приказката која нормално не може да се оправда руската агресија на Украина како суверена држава и со воени средства, но не би отфрлил и како дојде до тоа, или со сите приказки претходно, непочитување на минските договори и слично. И целиот развој навака со долевање на оружје во конфликтот не укажува дека ќе се дојде до мирно решение, иако на крајот ќе мора, како и секој конфликт, да заврши со некој мировен договор. И желбата на сите почна дури и Соединетите американски држави да пропагираат дека е време за мировни преговори, но очигледно реториката на терен и од едната и од другата страна, од руската и украинската, не кажува дека тоа наскоро ќе се случи. Да, цената во човечки живот е апсолутно неспоредлива со било што друго, од ова како што рековте и сам, без разлика на другите елементи, со ништо неоправдана руска агресија врз Украина, но на страна и економските параметри, значи економијата, енергетиката која што видовме колку трпи од овој чин, какви се политичките реперкусии за самата Европа? Видовме дека и врз политиката на проширување имаше ефекти, врз Балканот исто така, значи како политички ја гледате оваа рефлексија? Па да, точно дека генерално има големи геополитички поместувања и на некој начин е, ако не растурање, барем начнување на она што беше светски поредок во последниве 70 на години после Втората светска војна, каде што еден од главните принципи беше непороменливост на границите. Тоа на некој начин се помести со интервенцијата на НАТО во Косово и создавањето на Косово, кој 5 земји членки се уште не го признаваат, нели тоа е актуелно во претседавање на Шведска проблемот, бидејќи Косово поднесе кандидатура за членство, како и самата Србија, нели? Од друга страна, ова што Русија го прави сега се базира на тоа интервенција и дури американскиот амбасадор во Косово, што беше пред 10 години, кога беше пред 20 години во Србија, всушност кога беше интервенцијата, сега вели дека чекорите што Русија го прави се идентични на тоа што западните земји НАТО го направија со Косово и се водат од тој преседан. Дали исто, дали различно, секогаш ќе се најдат аргументи за едното и за другото, но очигледно се оди веќе на промена на тој статус кво или на тој светски поредок што владееше од Втората светска војна. Се уште има луѓе што заговараат и експерти, но и политичари, дополнителна промена на границите на Балканот, тука и Босна да не ја заборавиме, Босна и Херцеговина. Каде е Македонија во приказнава? Како тоа може Па нас многу ни одговараше да нема промена, токму заради тоа, бидејќи се постигна признавањето, раздружувањето од Југославија како што се случи. И нас ни одговара да нема таква промена на границите, а ако има, генерално може да влие негативно и на нас, бидејќи ќе има повеќе констатирање на ситуацијата на реалноста со Косово како независна држава, меѓутоа тоа може да предизвика промена во Босна на сепарирање на етнички основи, односно раздружување на сегашната состава на Босна, особено ако се постигне некој решение во Украина кој ќе ги земе во предвид ако ништо друго, ако не Донбас, барем Крим или дел од Донбас, и дека тоа ќе предизвика и други потреси и во самата Европска унија, бидејќи желбите за независност, ева Шкотска нели сака на референдум за независност заради Брекситот, не за друго. Северна Ирска одамна зборува нели проблем, иако се реши 98 со договорот од Белфаст од Великден. Но во други земји има други тензии. Во Шпанија, Каталонија е секогаш на граница на тие 50% што сакаат независност или останување во Шпанија, и тоа ако се оди во таа насока, а изгледа дека се оди, може поголеми реперкусии да има, вклучително и за нас. Добрата страна за нас веројатно е што
за конечно станавме членка на НАТО, па е некаква гаранција, но во повеќето овие случаи проблемите се од внатре, не се од напади од странство. Каталонија во Шпанија ќе биде прогласување на независност во рамките од Шпанија, Шкотска од Обединетото кралство и слично. Дома, натрешно нас не чекаат други предизвици. Имаме навистина бурна политичка сцена. Почетокот или првата фаза од почетокот на преговорите, кои што за да се доотворат потребни се уставните измени, наместо една реформска сила дома предизвика дополнителен политички хаос. За жал, таа цел се подалечна изгледа за членство во Европската Унија. Ете што велите, не можеме да ги почнеме асилно преговорите, бидејќи сите знаеме да не расправаме за тоа дали сме ги почнали или не, ама јасно е дека без уставни измени нема да се отварат преговорите по кластерите и по главјата. И тука ми е дилемата, ни требаше во времето на францускиот предлог или тие 6 месеци кои доведоа до него да се постигне национален консензус како ќе се настапи и што ќе биде прифатливо. Дури за мене беше изненадувачки што премиерот Ковачевски на самитот на ЕУ 23 јуни го кажа, нели, тоа историско некое, само 3 недели покасно стана да. И дури и самиот тој што ги стави параметрите. 3 дена подоцна стана да. Не 3 недели. Имаше некој процес, нели, сепак да го рачунаме 17 јули како одлуката во парламентот, процесот на внатрешни домашни консултации за кои што и самите експерти велат дека не беше. Очигледно самите тие го прифатили уште на мадридскиот самит или уште во Брисел. Но и самиот ревидиран предлог не ги исполни оние параметри што самиот премиер ги постави, а сега се очекува опозицијата која не беше ни прашана за тоа да го усвои. И тука би го нагласил истражувањето на ИРИ што се појави во декември анкетата, дека граѓаните прилично јасно го определуваат тоа. Да, ние сме за Европска унија 73%, малце помалку од порано, но се уште висок процент, но не на овој начин. Со одговорот на прашањето дека државата оди во погрешен правец, со 58% велат не требаше вака да се направи. Или ова е погрешно направено и јас се слагам со тоа. Кога се веќе доведовме во таква ситуација, за која мислам дека треба некој да одговара, историјата ќе си го покаже тоа, но кога веќе сме во таа ситуација, сега останува да се донесат тие уставни измени, бидејќи на овој начин самите се кочиме и лично не гледам пречка или проблем тоа да се направи. Да видиме дали со донесувањето на уставните измени на вистина нема веќе пречки. Бидејќи суштински никој не е против тоа, бугарите и другите етнички заедници да влежат. Да, дури опозицијата нема суштински проблем со... Суштински никој нема проблем со тоа. Апсолутно. Има проблем со процесот и тоа е така. И треба да се помачи владата да го обезбеди тоа мнозинство, бидејќи даде сметка без меанџијата, без крчмарот, вети нешто што не го осигура од напред. Не ја праша опозицијата. Ниту е во нејзина моќ, зашто парламентот е... Точно така. Значи може да побараат консензус. Затоа велам немаме капацитет за консензус пред да се настапи. А дури и бугарите имаат на собранието напишено соединението ја прави силата. Србите имаат само слога Србина спешава, значи United States of America. Обединетоста ја прави силата на позицијата во која се наоѓа. Тука мораме да изанализираме и опозицијата и низиното дејствување, затоа што не гледаме дека дури за чекори кои што навистина се позитивни, поддршка. Пак се да доврзувам на нешто го реков за неспособност за политички консензус и за пошироко и подлабоко размислување и постигнување на договори од интерес на сите, меѓу другото и заради капацитетот на самите политичари во актуелните партии. За жал тоа само опаѓа низ годините. Би рекол... Да, најпопуларен политичар е никој, според анкетите. Точно така, значи каков популарност збориме за бившиот премиер со 7% и сите други под него. Значи се гледа до каде е дерогирано тоа, но на крајот нив не име гајле, бидејќи на крајот пак избираме 120 пратеници, а прошлиот пат
имаше 250.000 гласови помалку вкупно и никој не се секира за тоа, бидејќи на крај пак се 120 пратеници, пак се интересите на партиите задоволени. Тие што треба да го изменат системот не сакаат, зашто им одговара и тоа само си Начнавте многу важна тема, затоа што тука практично се има една ерозија на самата демократија и на смислата на демократијата. Како можеме воопшто да зборуваме за демократија со олку мал легитимитет на избраните? Доколку вие имате 1/3 од граѓаните кои што не гласаат или не гледаат кому да дадат својата поддршка, каков е овој систем воопшто? Би одел поддалеку и подлабоко каде и би почнала всушност по мене од статутите на самите партии, ако направиат двете најголеми македонски партии промени, пак таму доминира лојалноста кон лидерот, па кон партијата, па кон лично себе кога ќе дојдат на некоја позиција, па дури четвртоста на државата. И таквиот начин овозможува клиентелизам, односно и непотизам, полнење на партиите со послушници наместо со луѓе што критички ќе размислуваат и ќе ги разговарат политиките и што всушност се тоа значи за иднината на државата. Тоа после се пресликува во функционирањето на државата. Дур се опозиција, сите тие се невработени, работат за партијата или работат нешто друго, ама кога се ангажираат да бидат министри, доаѓаат или неспремни или неадекватно спремни, наместо да има некоја влада во сенка постојано. Јас се шокирам стално, например, дека и покрај новите буџети што се одобрија за партиите, многу малку има вработени во партиите. Се немам по нова информација, ама пред неколку години кога споредува, 26 вкупно беа вработени во сите партии заедно. ПМЦМ има толку вработени сама како организација на владина. Да, прилично несериозно е. Место да се држат луѓето и да се занимаваат со тоа, па кога ќе станат министри да знаат зашто си и да има точно луѓе да знаеме кој кого критикува, таму партиите се препукуваат со оние смешни соопштенија што не знам зашто ги пренесуваат медиумите. Кој е поголем криминалец? Да. И тој не е јавниот дискурс. Што патем исто не се истражува понатаму и се става секогаш во прашална форма и никогаш не добива одговори. И така завршуваме во реална таква ситуација дека што вели корупцијата, дека секој трети граѓанин му било побарано мито и скоро сите дале мито. Ако корупцијата е главно во јавниот сектор, односно во јавната администрација и во високата политика, значи повеќе од пола од овие се од политичарите се корумпирани. Дојдовме до темата што веројатно е клучна, така и најавена дека 2023 корупцијата ќе биде фокусот, ќе видиме и тоа како ќе биде реализирано, но за какви европски вредности и воопшто преговори можеме да зборуваме со оваа ситуација на полето на борбата со корупција? Пак сите гракаат нели борба против корупцијата, а никој не завршува со казна, неказнивоста си продолжува. Тоа требаше да биде едната од битните промени, најбитната промена, нема правда, нема мир. Гледаме дека тоа не се случува, дури се надградува и се проширува од актуелната влада. И сите други критики, дека требаше се намали јавната администрација. Дури беше изборно ветување на Заев за втори избори пред 2 години, дека 20% ќе се намали, не само што не се намалува, а ја мислам не 20% треба да останат, а 80% да се отпуштат. Ама ни овие 20 не се случија, дури се зголеми за 10.000 нови па дури во партиски полето на политичкиот систем нели имаше ветување за промена на изборниот модел, введување на отворени листи. Ама на партиите тоа не им одговара. И тие што треба да го сменат не сакаат бидејќи нив не им одговара, а не гледаат дека тоа го разјадува целиот систем, на крај ќе ги уништи и нив. И генерално веројатно треба или радикална промена, што не знам кој ќе ја донесе, значи или треба радикално нова партија, ново движење што ќе произлезе и што ќе го растури малку овој систем што постои, или самите партија се свеста дека вака се оди во пропаст. Со ова што го зборувавме геополитички, значи влијанието што ќе ги имаме апсолутно и несомнено во 2023 од страна на геополитиката врз нас, со домашната политичка сцена и овие елементи што ги расправавме, може ли да кажете некои топ 2-3 нешта или 2-3 процеси кои што ги очекувате во следнава година и евентуално некакви препораки како тие да се изменаџираат? Каде да биде фокусот? Па од ова што го зборувавме, значи едно е што правиме со уставните измени. Ја лично сметам дека беше погрешно да се прифати францускиот предлог или како веќе го викаме, но кога веќе се прифати, само ќе губиме време и расправи повторно за небитни работи меѓу партиите, за надмудрување дали ќе бидат изборите пред или после уставните измени на крај
ќе мора да се донесат. И колку балкански процесот Апсолутно, собрание и се- треба да биде. Тоа сакав да поврзам. Сега велиме најбитна ќе биде борбата против корупција. Знаеме од преспа случај дека нема друг начин ако се и наетат како до сега ВМРО и опстојат на тоа и има оправдување зашто бидејќи не ги праша пред време, са сакаат да гласаат. Ако опстојат на тоа, пак ќе се дојде до 80, ама за жал на тие начини или со закана или со подкуп, на лошите начини. Ама ќе се дојде до тоа порано или подоцна. Што потоа? Потоа, за мене решението за ова, мислам, решението да видиме што ќе направи Бугарија потоа. Може на примерот на Грција дека ништо не кочеше барем до сега, може бидејќи Бугарија кочи, допрво треба да видиме кога ќе нема други кочници, дали навистина Грција остави искрено го да мисли тече. тоа што го направи со Преспанскиот договор. И да видиме дали, ако ние ги усвоиме уставни измени, дали Бугарија нема да продолжи со други блокади. По мене, ако продолжи и особено ако веднаш блокира, а ние ги усвоиме уставните измени, нема може да се договорат партиите сега да веднаш во таков случај ги вратат уставните измени назад, односно и исфрлат бугарите од уставот како еден можен договор како да се стигне до тие уставни измени. И да тестираме барем Бугарија да не биде наше расправање без потреба цела година, бидејќи да не забораваме, ние веќе го завршивме билатералниот скрининг за првиот кластер и очекувајќи го извештајот на ЕУ кој може да дојде веќе во март, ние во април може да почнеме преговори за тој кластер ако ги имаме усвоени уставните измени. И сметам дека треба да го направиме тоа. До крај на март ние да ги имаме усвоени уставните измени, токму да бидеме спремни да ги почнеме преговорите веднаш, не да чекаме до октомври да заврши чекавме, да. комплетниот процес, бидејќи може кластер по кластер да се отвараат преговорите. И би рекол дека тоа може да биде договор на меѓу партиите и консензусот, сега да ги усвоиме и ако Со услов, имаме блокада, некако. го враќаме сите заедно, па гласаме контра, односно да се врати назад состојбата, да се укине тој амандман што ќе се донесе. За жал не сум оптимист, ми повеле косата очекувајќи по оптимистички и поубави работи да се случуваат. Не сум оптимист ни во борбата против корупцијата, прво дека нема искрена желба за тоа и дека покрај сите флоскули никој не чувствува лична одговорност дека прилично е дрско што луѓе кои што имаат отворени процеси против нив, вака радосно ги чекаат санкциите од американскиот тим или ја поздравуваат борбата, мислам дека навистина навреда за граѓаните. Се заборавен и наместо во првиот момент на сомнеш да е автоматски тригер за оставка, па после нека се докажуваат секој сам својата невинност или нека си оди во процес, ако немало ништо, ако се утврди дека немало вина, нека се добие нова функција, ама додека трае, не е коректно да останува човек на функцијата. Ма кај нас ни на крај на памет некој не помислува да се повлече од функцијата. Нема да се прославиме според вас и на За жал не очекувам. Очекувам да се усвојат уставните измени, за жал на лошиот начин, подкуп или закана. Дали тоа ќе доведе, да се надеваме ќе доведе до реален почеток на преговорите без нови блокади. Кога мислите дека ќе биде? Добре, па зависи веројатно очигледно тоа е трговијата за ова. И не гледам како ќе се договорат, бидејќи мислам дека за ВМРО-ДПМН било самоубиствено да учествува во измената на уставот пред избори, бидејќи тоа ќе им го уништи наративот до сега што го тераат, а не верувам па се да се дека ќе прифати избори пред да се усвојат уставните измени. Тука има јас што И за жал ќе поминеме годината во такви препирки и на крај ќе се заврши на непосакуваниот начин. Ќе следиме, ќе ве консултираме пак кога ќе завршат овие процеси. Благодарам што бевте гостин и остануваме да ја следиме и вашата работа. Благодарам. Едно од најголемите достигнувања на ЕУ, единствениот пазар, со кој се олеснува секојдневниот живот на луѓето и бизнисите, и при тоа се поттикнува отворање работни места и раст низ Европската Унија, прославува 30 години од создавањето. Во 1993 година единствениот пазар стана реалност за 12 земји членки на ЕУ. Од тогаш па до денес единствениот пазар
На граѓаните на ЕУ им овозможува да студираат, живеат, купуваат, работат и одат во пензија, во која било земја на ЕУ и да уживаат во производите од цела Европа. За тоа да се постигне, овозможено е слободно движење на стоки, услуги, капитал и луѓе на единствениот внатрешен пазар на ЕУ. Со отстранувањето на техничките, правните и бирократските пречки, ЕУ на своите граѓани им овозможува слободно да тргуваат и работат. За периодот 2021-2027 година, за програмата Единствен пазар, со која се помага единствениот пазар да го достигне целосниот потенцијал, од буџетот на ЕУ се издвоени 4,2 милијарди евра. Обновливи извори на енергија, кружна економија, миграција и интернет безбедност се само дел од темите кои се на дневен ред на Европскиот парламент во 2023 година. Поконкретно, за да ЕУ постигне јаглеродна неутралност до 2050 година, Европскиот парламент во 2023 треба да одобри клучни мерки како што се построг систем за трговија со емисии, забрана за продажба на возила кои загадуваат, потоа правила за намалување на отпадот и воспоставување на кружна економија. Пратениците треба да гласаат за законодавство за зголемување на уделот на енергија од обновливи извори во структурата на изворите на енергија на ЕУ, потоа за обезбедување на поголема енергетска ефикасност на зградите и инфраструктурата, а би требало да поддржат и посебен фонд преку кој на европјаните би им се надоместиле трошоците за зелената транзиција. Европратениците ќе продолжат со работа и на пактот за миграција и азил, што вклучува работа на управување со миграцијата, процедури за проверка, рамка за населување и процедури за азил. Европскиот парламент во 2023 година треба да донесе конечна одлука за правилата со кои се обезбедува поправеден и побезбеден дигитален свет за сите, односно заедничка рамка со која ќе се уреди вештачката интелигенција и начинот на споделување на податоци, регулирање на криптоимотот заради борба против финансискиот криминал, како и мерки за зајакнување на европскиот екосистем за полупроводници. Европратениците исто така ќе ги кажат своите ставови и мислења и за предложените правила за работа добиена по пат на дигитални платформи, така наречена економија на хонорарна работа, а со цел да се подобрат условите за вработените и да се поттикне раст на секторот, потоа за правилата за поправедни и поотворени демократски процеси во ЕУ, како и за превенција од манипулации со јавното мислење преку потранспарентно политичко огласување. Стапката на невработеност во Европската Унија е на 14 годишно најниско ниво од 6%, покажуваат последно објавените податоци на Статистичката агенција на Европската Унија Евростат, а кои се однесуваат за месец ноември 2022 година. Во наведениот период, според проценките на Евростат, 12,9 милиони лица во ЕУ биле невработени, од кои 2,9 милиони на возраст под 25 години. Стапката на невработеност кај младите изнесува 15,1%. Разгледано по земји членки на ЕУ во ноември 2022 година, Чешката република регистрирала најниска стапка на невработеност и тоа 2,7%, а во Германија, Малта, Холандија и Полска стапките на невработеност биле под 4%. Двоцифрена стапка на невработеност е регистрирана само кај две земји членки на ЕУ, Шпанија и Грција, и тоа 12,4% и 11,5% соодветно. Во Шпанија со 32,3% и Грција со 31,3% се регистрирани највисоките стапки на невработеност помеѓу младите на возраст под 25 години. Како опција за превозно средство, велосипедот има се поголема популарност, а Светска банка проценува дека на патиштата во светот има околу 2 милиарди велосипеди, двојно повеќе од бројот на моторни возила. Цели градови се реорганизираа за да одговорат на потребите на велосипедистите. Амстердам се смета за град на велосипеди во Европа, додека Холандија ја носи титулата за земја со најмногу велосипеди по глава на жител во светот. Секој ден во Амстердам се поминуваат околу 2 милиони километри со еколошки и придвижени од мускули транспортни средства. Се проценува дека енергијата што се создава преку педалите на велосипедите е еквивалентна на околу 19.500 киловат-часови секој ден. Ова би овозможило 19.500 фрижидери да работат 2 дена, потоа да се сготват за 4 лица 19.500 оброци или 19.500 луѓе да ги гледаат сите 3 дела од трилогијата Господар на прстените. За двајца млади иноватори и нивната стартап компанија,
Оваа неискористена енергија била предизвик, па пронашле решение кое ја претвора енергијата произведена од луѓето на нивните велосипеди во електрична струја за нивното соседство во градот каде што живеат. Имено иновативното решение се состои во вградување батерија во предното тркало на велосипед, каде се складира генерираната енергија за време на возење или кочење, за да потоа енергијата се ослободува при паркирање на велосипедот на специјалните држачи за велосипеди, кои ја пренесуваат таа електрична енергија во електричната мрежа. На држачите може истовремено да се приклучат 30 велосипеди, кои ако поминале просечно растојание од 3,6 км по лице на ден, би значело пренос на 1 киловат струја во електричната мрежа. Дополнително годишно тоа би значело 615 килограми јаглерод диоксид помалку во воздух. Иновативното решение привлекува големо внимание и интерес, па наскоро се очекува негова реализација. Следната недела се гледаме со нова тема. Ќе зборуваме за локалната самоуправа и локалната власт како важен столб на демократијата. Останете со нас и со програмите на Македонската телевизија.